Добре дојдовте во нашата кујна, каде што готвиме интересни рецепти со остатоци од храна. Во оваа епизода на денешното мени се калинките. Со техниката за лупење што ја користам, можете максимално да ги извадите зрната од калинката. Како што видовте, ги одвоивме семките од корите. Сигурно не сте знаеле што може да направите од кори од калинка, сега ќе ви кажам, чај од калинка. Следниот чекор е да ги исушите. Можете или да ги дехидрирате природно, оставени пред прозорец 2 до 3 дена, или да ги исушите во редва на најниска температура од 2 до 3 часа. Кората од калинка содржи многу биоактивни соединенија, вклучувајќи и антиоксиданси. Ги оставаме и дехидрираните кори да се изладат и ги ставаме во блендер. Ги мелеме додека не добиеме најситна содржина. За подготовка на антиоксидантен чај, потребен ни е филтер за кафе во кој ќе ги ставиме изблендираните кори и ќе ги посипеме со врела вода. Се остава покриено десетина минути и спремно е за пиење. Овој рецепт помага да се зачуваат и искористат неверојатните својства на лушпите од калинка. И вкусно и здраво и помалку отпад. На здравје!